Над 1000 возила и преку 2000 посетители кои минатиот викенд престојуваа на Пониква ги надминаа и најоптимистичките прогнози за посетеноста на зимскиот рекреативен центар оваа зима. Најавите за новините што се нудат за скијачите и посетителите и долго очекуваниот снег веројатно придонесува за само еден ден да дојдат толку луѓе колку што во изминатите години немало ниту за една недела. Поради тоа се создадоа проблеми околу паркирањето на возилата, но и со пристапот до скијачките патики и до угостителските објекти, кои беа преполни со гости. Од општината потврдија дека реално не очекувале толкова посетеност, заради што бил вклучен аларм за подобра организираност до крајот на сезоната. Да бидеме искрени, не изненади големиот број на присутни туристи во претходниот викенд и се работеше на тоа да се организираме, секој во своите надлежности, пред се во делот на организирањето на паркингот, на чистењето на снегот, значи сите оние кои што се тековни работи. Очекуваме дека и овој викенд ќе имаме наплив од наши сограѓани, воглавном од другите градови во Република Македонија, и можем да им соопштам на овој начин дека сите овие кои што бевме денеска на состанокот изразивме едно огромно задоволство од присуството на сите тие луѓе и дека спремни ќе го дочекаме викендот кој што доаѓа и присуството на така големиот број, изненадувачки големиот број на туристи кои што го посетуваат Пониква и Осогово. Договорено е привремено за оваа зимска сезона како дополнителен паркинг простор да се користи малиот аеродром, што ќе биде целосно исчистен. За следната сезона, заедно со општина Пробиштип, ќе се бара начин за трајно решавање на потребите. Ние заедно, двете општини заедно со владата имаме еден оперативен план, проширување на паркинг просторот, овозможување на привод на што повеќе туристи, решавање на главните инфраструктури како што е водата, асфалтирање на неколку други патишта и така натаму. Ќе биде зголемени бројот на контейнерите, бидејќи навистина премногу луѓе доаѓаат на еднаш. Димитровски најави дека за викендот што престои ќе бидат ангажирани сите служби со кои располага општината. Полициските екипи ќе бидат зајакнати, а на терен ќе излезат и вработените од Македонија ПАТ и противпожарната единица за расчистување на теренот и подобра организираност во сообраќајот.